тајните на големата свинга. Изработена од едно парче варовник, големата свинга е висока 73,5 метри и некогаш била целосно покриена со боја. Заедно со пирамидите на Кеопс, Кефрен и Мицеринус, големата свинга е дел од големата некропола во Гиза. Свингата е митолошко суштество што се појавува во неколку различни антички култури. Обично е прикажано со глава на човек, сокол, мачка или овца и тело на лав со крилја на сокол. Сепак неговиот изглед варира од зависност од регионот. Големата свинга е најстарата и најголема скулптура создадена за време на Старото кралство, кое исто така е наречено пирамидално време. Повеќето египтолози сметаат дека била изградена околу 2500 година пред Исус Христос за фараонот Кефрен. Нема докази за тоа што била неговата првична намена. Дури се претпоставува дека во одреден момент во периодот на класична антика и илјадници години по незината изградба, поради сличноста со митолошкото суштество, била наречена свинга. Стотици години по незината изградба, големата свинга и остатокот од некрополата во Гиза биле закопани во песок и заборавени. Неколку фараони, вклучувајќи ги Тутмос IV и Рамзес II Велики, се обиделе да го ископаат местото, но безуспешно. Дури во 1800-тите години големата свинга, која била покриена со песок до вратот, го доживеа своето модерно археолошко ископување. За време на истражувањето на големата свинга, археолозите дошле до заклучок дека носот е намерно отстранет. Постои заблуда дека војската на Наполеон го уништила носот на големата свинга, но сепак илустрациите од 17-тиот век докажуваат дека носот недостасувал долго пред доаѓањето на Наполеон. Всушност, модерните археолози веруваат дека е отстранет некаде помеѓу 3-тиот и 10-тиот век од нашата ера. Причината зошто ова се случило сепак се уште не е позната.